Добре дојдовте. Ајде денес да нурнеме во умот на еден од најголемите, ако не и најголемиот инвеститор на сите времиња, Ворен Бафет, попознат како оракулото до Маха. Ке ги откриеме едноставните, но неверојатно мокни принципи што не само што го направија милиардер, туку и вистинска легенда, чија мудрост оди далеку од берзата. Сега, прашањето е, како еден човек од еден релативно мал град во Небраска успева да стане најпознатиот инвеститор на светот? Одговорот, верувајте, не е ни магија, ниту пак чиста среќа. Се работи за специфичен начин на размислување. Цела една филозофија изградена врз железна дисциплина и огромно трпение. Ајде да ја разоткриеме заедно. За вистински да го сватиме гениот на Бафет, мора да се вратиме скроз на почетокот. Неговите темели не се излеани на Волл Стрит, туку во скромните почетоци, таму во срцето на Америка. Приказната почнува среде големата депресија. Замислете, уште како дете, додека другите си играле, тој веќе правел бизнис. Продавал гуми за джвакање и Кока-кола од врата до врата. На само 11 години веќе ги купува своите први акции. Клучниот момент сепак доаѓа во 60-тите, кога ја презема контролата над Berkshire Hathaway, една пропадната текстилна компанија, и ја претвора во апсолутен гигант. Неговиот успех не е преку ноќ. Ова е маратон на трпение и на вистина паметни одлуки. Ама, добро, што е тоа што навистина стои за целиот тој успех? Која е таа тајна формула, нели? Може би ќе ве изненади, ама се сведува на неколку многу едноставни, но длабоки правила. Ова е самата срж на неговата философија. И еве ја, може би, најважната лекција од сите. Пред воопшто да размислува за профит, Бафет размислува за ризикот. Неговиот пристап е прво да се одбрани, па потоа да нападне. Заштитата на она што веќе го имаш е многу поважна од бркањето брза заработка. Ова едноставна идеја е всушност темелот на целата негова империја. Ова е срцето на вредносното инвестирање, филозофија што ја научил од неговиот ментор, Бенџамин Грем. Замислете го овака. Кога купувате автомобил, цената на пазарот може да се менува, но вие знаете колку тој автомобил навистина вреди, врз основа на состојбата, марката, перформансите. Бафет го прави токму истото, само со цели компании. Тој ја бара нивната вистинска, внатрешна вредност и купува само кога пазарот му нуди цена со огромен попуст. Ова звучи толку едноставно, нели? Ама во пракса е неверојатно тешко да се примени. Кога сите панично продаваат во време на криза, човечкиот инстинкт вреска да се направи истото. Но Бафет тој тогаш купува. И обратно, кога сите се еуфорични и алчни, тој стои настрана. Ова не е само инвестирање, ова е психолошка дисциплина, да имаш храброст да одиш против струјата. Тука лежи клучот, во една многу битна промена на неговото размислување низ годините. На почетокот, тој барал само ефтини сделки, вистински отпадоци, но со тек на време сватил дека е многу подобро да се плати фер цена за извонреден бизнис, отколку да се добие некој просечен бизнис по багателна цена. Затоа што квалитетот на долг рок секогаш победува. Ама еве што е важно. Не можеме целосно да го разбереме Бафет инвеститорот ако не го разбереме Бафет човекот. Неговите правила за пари се всушност правила за живот. Ајде да видиме како неговата мудрост оди многу подалеку од берзата. Ова е неверојатно. Замислете, 80% од неговиот работен ден, тоа се отприлика 5 до 6 часа секој божи ден поминати во читање. Не состаноци, не телефонски повици. Читање. За него, знаењето се акумулира исто како сложена камата. Тоа е неговата најголема предност пред конкуренцијата и најдобрата инвестиција што некогаш ја направил. Оваа мисла е толку мощна. Навиките, без разлика дали се добри или лоши, се како синџири. На почетокот се скоро невидливи, лесни за носење, не ги ни чувствуваме. Но со тек на време стануваат толку тешки што едноставно не можат да се скршат. Бафет не подсетува дека идниот успех се гради со малите, доследни одлуки што ги носиме денес. Овие начала не се само зборови на хартија, тие навистина го водат неговиот живот. Помислете само, човек вреден десетици милиарди долари се уште живее во истата куќа што ја купил во 1958 година.
Тој не инвестира во криптовалути или во сложени технологии, затоа што цврсто се држи само до она што го разбира. Оваа комбинација на интегритет, скромност и трпење е можеби неговата најретка и највредна особина. И кога ќе се собере сето тоа богатство, на крајот доаѓа клучното прашање. Зашто е сето тоа? Која е крајната цел? За Бафет одговорот не е во трупање уште повеќе пари. Не, неговата најголема инвестиција е насочена кон нешто сосема друго. 99%. Да го повториме тоа? Не 10, не 50, туку 99% од целото богатство што го акумулирал во текот на животот. Тој не го остава на своите деца, го враќа назад на општеството. Тоа е заложба која целосно го менува значењето на зборот богатство. И не застанува тука. Заедно со Бил и Мелинда Гейтс, тој ја создаде иницијативата Завет за дарување. Ова не е правен договор, туку морална обврска. Со ова, тој не само што дава пари, туку создава цело движење, инспирајќи ги најбогатите во светот да размислуваат за своето наследство не во смисла на пари, туку во смисла на влијание. И така, кругот се затвора. Од трпеливо инвестирање во компании, до трпеливо градење навики и на крај до садење дрвја за идните генерации. Приказната на Ворен Бафет не е само за тоа како да се збогатиш, таа е за тоа како да се живее богат живот, исполнет со цел и смисла. А прашањето што останува да лебди е какво дрво ќе биде засадено следно.